Океј, што сега да кажам? Преку ден работам DevOps и ова беше еден од редките случаи кај што можам да го спојам BeerJS со DevOps, али не идеше JavaScript, па мораше Wasm. Али вакво BeerJS се согласија и пак има некоја врска, нели, на Wasm и JavaScript. Немаме премногу нешто да се представувам. Г. Дамјан ми никнејмот на повеќето социјални мрежи, пред се GitHub. Hacking by night, окей, тоа е за мене. Wasm, значи темата на денот е Wasm, тоест WebAssembly, тоест како според мене, што би сакал да ве убедам, дека тоа е еднината на DevOps или тоа е еднината на како треба да деплојуваме апликации, меѓутоа под деплојуваме уствари и како да ги креираме. Така да, тоа, како се вика, аргументот ми е trust me bro, така да разбрав тоа функционира и може да си одам се. Не, окей. Окей, прво малце еден вовед краток за како дојавме до Wasm. Пред се Wasm доаѓа од интернет, така да мало, како се вика, многу накратко интернет како личеше пред 30 години, 25. Значи до ова тргнавме, па некако како еволуиравме полека, еве како изгледал Амазон у 98. Меѓутоа, имаше една прилично интересна промена. Првото појавување на Gmail како веб апликација, кој што покажа дека веб апликациите можат да се користат како enterprise апликации, значи како замена за enterprise апликации. И тоа беше ствари почеток на модерниот интернет, кај што ствари наместо страници има почнавме да имаме апликации. И сега тие апликации станува, и в тој момент за ствари JavaScript станува доминантен или се става на патеката на станување на доминантен програмски јазик. До тоаш беше само онака, сакаме, не знам, некој глуп ефект да имаме на страната. Океј, и со тоа почнува вебот да станува платформа, а не само сервис за хостирање на страници. Таа платформа еволуира, се додаваат разноразни можности, API и така натаму. Овие се само кратка листа на некои од можностите на вебот како платформа. Значи веќе денеска ние можеме преку веб страна, веб апликација да се врземе на USB, на Bluetooth и така натаму. Значи множеството на што све може да направиме со вебот се зголемува, меѓутоа како се зголемуваат овие можности на веб платформата, се појавуваат неколку проблема. Еден проблем е перформанси. JavaScript интерпретиран јазик, прилично богат во експресијата што може да правите со јазикот како таков. Тоа значи дека иако тоест како се вика, оптимизациите кои што се направени во интерпретерите на JavaScript се на завидно ниво, сепак не све од тој JavaScript може да се оптимизира. Понатаму се појави проблемот на security, значи ако имате код кој што го даунлодирате од интернет и тој работи на вашата машина, ние треба некако тој код да го ограничиме да не може да прави било што ќе му текне, затоа што со тоа или ќе не нападне нас како, тоест нашиот компјутер, или ќе се искористи како релей да напаѓа некои други сервиси на интернет. Како се вика, и нормално sandboxing, че сакаме тоа некако да го ограничиме. И сега JavaScript ги има овие како се вика, ги има имплементирано повеќето од овие аспекти. Меѓутоа тоа не беше баш доволно. И во еден момент почна луѓето да размислуваат за нешто што ќе биде побрзо од JavaScript, но исто така имаше уште една потреба, а тоа беше потребата оние legacy некакви апликации, legacy библиотеки, legacy компоненти, да кажам,
Исто така да ги донесеме во вебот, за да не мораме да ги препишуваме цело време во JavaScript. И така полека има неколку еволуции пред вас, нема да ги изборам се на нив, меѓутоа во еден момент се појавува WebAssembly како многу по-low level како се кажа формат на кој што сега е бинарен за разлика од JavaScript кој што е принцип текстуален и теоретски може да го прочитаме. Не мислев на твојот код, мислев дека WebPack ги обфускира вако. Меѓутоа да, WebAssembly се појавува како бинарен формат кај што ние можеме да донесеме апликација во браузерот, меѓутоа таа апликација ќе ги задоволи, значи ќе биде побрза, ќе биде сендбоксирано, че ќе има прилично стриктен security модел. И сега да не го збориме премногу теоретски, да видиме како изгледа тоа од прилика, иако нема баш премногу време да отидеме ептен дърти со кодирање и слично, меѓутоа имам неколку сликички тука. Од прилика вака изгледа функција во C, релативно е јасно што при функцијата, пошто името се вика факториал. Што можеме да направиме денеска? Можеме да искомпалираме овој C файл, да го искомпалираме, да изгенерираме WASM бинарен файл. Нормално овде тука има некаја маја, не е баш тоа толку тривијално. И после тоа можеме тој WASM файл да го читаме во браузер. Има тука пак некои ритуали, бла. Меѓутоа, можеме да ја повикаме функцијата, која што сме напишале во C, сме искомпалирале во WASMBly формат. Од JavaScript, од браузер, можеме да ја повикаме функцијата и да го добиеме резултатот. Се ова нормално е тривијален пример, али замислите си дека може и по-комплексно нешто се направи. Како што реков е бинарен формат и отприлика, се ова не е истиот пример, мисли, може да и е истиот пример. Како изгледаат бајтите од таа C, како се вика, значи од оваа функција, која ќе искомпалираме во WASM, вака изгледаат бајтите во WASM форматот. Да искомпалиравме x86 ќе изгледа малце поинаку, така, ќе имавме x86 инструкциите. И ствари да, таа факториал функцијата не е нешто поголема од, мислам дека се нешто како 20 на бајти. WASM, by the way, има и нешто што се вика canonical textual representation. Значи секој WASM бинарен файл, тие бајтовите што ги видовте таму, може да се преведе во нешто што е, да речеме, некако читлив, получитлив формат, кој што така може и да го пишуваме рачно, па да го претвараме во бинарен формат. Значи ова се вика WASM canonical textual representation или VAT. Ова е истата таа факториал функција која што уствари вика ако значи почнуваме со 0, ако е еднакво на 1, бла прави, не знам кај е собирањето. Да, не знам кај е собирањето тука. И онда има call 0, се враќаме на почетокот и он пак продолжува, еден момент искача од лупот. Ова не е споредбата, ова е што ќе врати како резултат, ова е ретърнот. Уште еден пример да направиме. Ова е уште еден текстуална репрезентација на WASM. И сега овде правиме една друга работа. Овде правиме функцијата не, чекај да видам. Да, функцијата не прима никакви аргументи за разлика од факториал. Меѓутоа, тоа што треба да го направи оваа функција е да повика некоја друга функција log, која што го има овој подпис, така, значи log треба да се повика со еден параметар кој што е integer и ќе го импортира под некој име што ќе биде console log. И онда ќе повикува таа функција. Значи треба некоја функција да ја постои од претходно, која што нашиот WASM ќе ја повика. И вака изгледа тоа кога у браузер ќе сакаме да го направиме. Првин креираме објект кој што има console log.
кој што има console log, у JavaScript ќе оповикаме вистинскиот console log сега. Така, ова е имплементацијата тука. WebAssembly бла исто во што го видовме претходно, као таму последен аргумент му го даваме импорт објектот. И ја повикуваме функцијата од WebAssembly. И ова принцип што ќе се случи, ќе влезе во WebAssembly, сме му подале некаков објект кој што има имплементација на console.log. WebAssembly сега ја повикува нативно таа функција, ама нашата имплементација сега после тоа кога ќе ја повика, ќе излезе во JavaScript светот, ќе влезе тука и ќе напише console.log. Ние тука сега можеме да имаме некоја скроз побогата имплементација во JavaScript светот. Зашто се ова е потребно? Се ова е потребно затоа што WebAssembly живее во таков еден стриктен sandbox кај што нема никаков начин да излезе од него, значи нема никаков начин да комуницира со било што од надворешниот свет, дури ни со елементите на браузерот. Така ние во JavaScript светот можеме со DOM елементите да манипулираме колку сакаме. Wasm sandboxот тоа не го дозволува. Значи е многу постриктен тој sandbox него JavaScript sandbox. Зошто е тоа така? Идејата била дека да, од една страна Wasm е бинарен формат, сакаме да има многу перформанси, а меѓутоа ако сакаме да имаме многу значи сакаме да имаме многу побрзи перформанси, не можеме на секоја една функција повикување да проверуваме дали таа функција пробува да нешто да направи што не смее да го направи. Што за пример во JavaScript мораме да го правим принцип. И на пример тие делови од JavaScript не можеме никогаш да ги оптимизираме затоа што секогаш постои тоа проблемот, што ако некоја JavaScript функција излезе надвор од тој sandbox. И затоа овој, како се вика, WebAssembly, Wasm sandboxот е ствари многу поригиден, многу позатворен. Овде има уште еден окей. Се вратам само назад. Која е дупката сега во тој sandbox затворен? Дека единствено нешто што може надвор од себе да повика WebAssembly бинарниот код е некоја функција која што експлицитно он ќе импортира под А и под Б тој што го повикува тој WebAssembly код, ќе мора да му ја даде како имплементација таа функција. Во случајот тоа беше console.log. Значи тоа е единствениот излез од тој sandbox и сега во принцип во еден момент викаат луѓе, окей, као сега јас сакам да направам апликација која што е реална апликација, така не живее само таму некоја црна кутија. И првиот инстинкт беше им бил као ај ќе направиме стандард кај што ќе го емулираме овие Unix функциите што постојат, што ги знаеме сите, и ќе му речеме на WebAssembly, пак он мора да ги импортира. Меѓутоа тоа ќе биде некој API што му го даваме на WebAssembly кодот да може да го користи. Тоа се file write, file read, и од прилика други 170 POSIX функции. И од прилика ова е само уште еден пример како изгледа Hello World кога сакаме да го имплементираме во WebAssembly, малце покомплициран. Зашто? Прво ни имплементираме некоја функција која што живее во некој namespace, значи функцијата е fdwrite, namespace-от е овој, и таа функција мора да биде дефинирана како 4 интеджери аргументи, а резултатот исто еден интеджер. И сега тука има некоја бла-бла меморија, декларирање, па овие бајти да се стават од таа меморија, на крај викаме, чека, ова не ми е скролано. На крај овде викаме бла-бла-бла, усари, еве го повикувањето на таа функција која што ни е дадена од надвор. Да речеме на некој Unix file write. И сега тоа што ќе го повика овој како се вика Wasm код, хостот на Wasm, у принцип ќе треба да ја обезбеди оваа функција со тие 4 параметри, за да нашиот Wasm код може да повика. Ние можеме сега да имплементираме на разноразни начини. Можеме да имплементираме со тоа што ќе ја запишеме у DOM, ќе ја запишеме у вистински файл, мислам тоа Hello World што ќе ни го даде. Ќе го запишеме во нешто, ќе го препратиме преку мрежа, преку било што. Зашто го кажем тоа? Не мора да биде sandbox-от не мора да ранува у браузер, може да ранува и на машина. Океј.
Тоа беше кратко за WASM како изгледа. Некои примери имам тука, кај усвари у реалноста веќе се користи. Значи едната, чекај да мога дали работи, линк, да, ова е линк. Не, нема да го кликнам сега. Меѓутоа идејата е дека сега која е употребната вредност на сео ово? Употребната вредност е дека ние имаме едно куп напишано софтвер во C, у не знам, у C++, у Rust, у Go и така натаму. Интересно би било ако можеме тој софтвер да го повлечеме да работи у самиот браузер, значи да не биде зависен од сервери и од да мора да го хостираме негде на вакво. И место да го препишуваме сега во JavaScript, можеме уствари само да го земеме C кодот, да го рекомпилираме место во x86 или во ARM или во RISC-V или така натаму, да го компилираме во платформата во WASM и онда тој да работи во браузер. Принцип ова работи. Значи као имам try it now. Овде можете да направите дроп, го лоадира, го учита фајлот, дури мислам дека има некои пример фајлови, бла бла, значи као командиве овде ќе работат, сега нема да ги стартам, и ќе работат у мојот браузер. Не оптеретуваат никаков сервер таму. А ги имаат, ќе имаат целата на моќ на FFmpeg, кој што е уствари онаков као Rocket Engineering алатка за манипулирање со видео фајлови. Ова е супер. И сега малце ќе си поиграм, ја ви размишлите. Не, окей. Значи, една исто така интересна апликација за WebAssembly беше играње на стари игрици у браузер. Само на кратко како функционира ова, има алатка што се вика DOSBox x86, кој што е емулатор на, да речеме, некој PC на ниво на 286. И сега тоа е направено за да на Linux или на Windows може да ги играте овие стари игри, што имаат направени, DOSBox, иако е направено да работи на PC, ние ќе го искомпилираме во WebAssembly. Овде има некоја музика? Не. Или има. Ќе го искомпилираме во WebAssembly за да може да работи во браузер. И ова се игра. На, како се вика, на што вика ова, кај идам? Овде негде беше? Не сеќам сега командите како беа, ама добро. Alt. Да. Help. Anyways, ова работи. Други примери се окей, нема да го отворам ова, не е толку интересно ствари. WordPress in the browser и Postgres in the browser, овде ми фали еден Newland, не сум го сел. Значи тоа се два интересни примери. Например, треба да направите некој WordPress сајт, меѓутоа се ајде да не го хостирам вамо, треба демо на некого да му даете, вака би ти изгледал сајтот ако стварно сакаш. Значи може да го имаат направено PHP, кој што исто така C проект, искомпилиран во WASM и ставени PHP фајловите во истиот во еден WASM файл со се фајлови на WordPress и така натаму. Предпоставам дека со SQLite не ќе работи. Тоа кога го учитате у браузер, се старта PHP кодот у вашиот браузер и ви го дава HTML-от што тој PHP код го генерира. Исто така ова Postgres in the browser, значи комплетен Postgres база. Кај е тука? Репо? Може гутнав, не беше овде. Овие нема демо. Еве го демото што јас кај мене го стев. Бла. Окей, значи сега се учита WASM фајлот кај што Postgres е компилиран у WASM формат и овде више може да пишуваме SQL. Сега нормално дека немам јас звезда. Немам звезда. Добро, не знам дали имам табели, немам ништо. Окей, тоа беше краток осврт само на некои ствари што се направени со WebAssembly, меѓутоа не е само тоа.
Имате еден сайт Made with Web Apps и таму ги листа се секакви ствари што се имплементирани во сайт. Колку потрошивме? 20 минути? Вау, окей. Окей, тоа што денеска го имаме, во принцип, од WebAssembly е дека можеме да земеме било каков софтвер напишан во овие програмски јазици и тоа да го искомпилираме во WebAssembly и онда тој WebAssembly сега веќе како некој артефакт, како некој файл, може да работи во било кој браузер, скоро сите браузери денес го поддржуваат. Меѓутоа има и други платформи кај што можеме WebAssembly да го рануваме и као дури по некои помали микроконтролери, тоест за микроконтролери поголеми, меѓутоа некои такви IoT девајси, има разноразни runtimes, Wasmer, Wasmtime, дури Node има Wasm runtime и Python имаат Wasm runtime у себе, така да можете вие да имате овој Wasm артефактот кој што веќе сте го генерирале еднаш и сте го планирале можеби за браузер, ама некој вика, ама ја може сакам од мојот Python код да го искористам, зашто сега нова керефека да правиме ново компилирање на source кодот во некој формат кај што Python може да го искористи, кога више еднаш сме го направиле тоа. Python, Node.js и така натаму, сите имаат како се вика подршка за Wasm модули. Значи тоа едниот файл би рекле дека е Wasm модул. Значи в принцип ги спомнав, Rust, C, C++, Go, кои што се general purpose програмски јазици имаат прилично добра подршка за компилирање да таргетираат WebAssembly. Assembly Script и Grain се нативни WebAssembly јазици кои што ствари се направени само да компилираат у вас. Значи они немаат подршка за компилирање у нешто друго. Python, JS, Ruby, PHP и други интерпретери се малце комплицирани. Они не можат директно да го земете Python кодот или JavaScript кодот и да го искомпилирате у Wasm, затоа што не пасуваат баш. Кој е решението? Решението да го земеме интерпретерот, кој што е напишан у C, да го ставиме, да го искомпилираме у Wasm, да му ги шлапнеме source файловите JavaScript, PHP или вакво и тоа да го спакуваме во еден артефакт кој што ќе работи. И тоа така беше направено и WordPress. И има многу други примери на интернет. Океј. Значи кога што спомнав сите браузери, Wasm веќе се користи во разноразни клауди, например Fastly, овие CDN од Cloudflare, имаат подршка за некаков тип на ламди, тоест воркери, кои што од принцип работат со Wasm. Зашто е тоа добро за нив? Добро е затоа што Wasm автоматски им дава сендбоксинг и не треба они да го измислуваат сега. Брз е, не им троши ресурси. Значи може било кој на таа некоја Cloudflare заедничка инфраструктура да стави Wasm модули, Wasm воркери. И сега има тука некои други, сум ги спомнал, ќе ги дзирнеме покасно. Ќе ги скокнам, тоа е Fermion, SpinCube и Wasm Cloud ќе ги скокнам, пошто за нив покасно. Lunatic е исто интересна да го речам runtime, кај што разноразни Wasm модули се понашаат како actors у оној Erlang / Alan Kay моделот, кај што комуницираат, немаат shared nothing и така натаму. За жал малце некако е замрен проектот. Исто така, не знам, Lichess, кој чул за него, Lichess у принцип е имплементиран, кој играте против компјутер, енџинот се симни кај вас на браузер и се рано е у браузерот, за да не им ги трошиме серверите на Lichess. Figma, Adobe, сите оние онлайн верзии на овие апликации, ствари сите хардкор, ние што бараат премногу перформанси, сите операции се имплементирани преку вас. Океј. Тоа што го добивме дека имаме полиглотски Secure Portable Backend Engine. Значи полиглот можеме различни јазици. Secure рековме за sandbox, експлицитен sandbox не дозволува ништо што нема да експлицитно да му го дозволиме. Тоа што можеби не го спомнав доволно, не го потенцирав доволно силно, е дека Wasm артефактот, еднаш кога ќе го искомпилираме, тој ќе работи и на x86, и на ARM, и на 64 битен, и на 32 битен, и на RISC-V и така натаму. Значи него не го интересира на кој процесор ќе работи рантаймот. И океј, да направиме на пауза само една голтка пива. Да, јаме до DevOps делот. Това беше последната.
Па да. Дарем излажа. Ова е еден од фондерите на Докер и вика, ако Васам и Васи постоја во 2008, нема воопшто требаше да го правиме Докер. Тоа е колку е важно. Океј, зашто Докер уствари се спомињу целата приказна, че еден дали има ноќ, не? Зашто Докер се спомињу целата приказна, океј, малце се навратиме на ова DevOps, што го забориме цело време. Јупса. Што е DevOps? Идејата на DevOps, ова е моја интерпретација, али насока на презентација, е да го споиме оно што од една страна се прави како девелопмент на некоја апликација и тоа што од другата страна е некаква операција, така или како деплојмент на тие апликации. Во на првобитното време тоа изгледаше отприлика многу грубо, кога и таму има девелопери, нешто прават некои апликации, им даваат екзе на овие систем администраторите и им викаат ова екзето и плюс еви ти оваа книгава, ти за да видиш у регистри ќе смениш ова, како се вика овде, после ќе инсталираш .NET Runtime 3.6, ама не поголем, ама не помал. Како се вика, ќе ми направиш конектор за базата со која што е на друг сервер и така натаму и после ќе старташ Excel и ќе работи. И овие други викаат као не можам, сега менјам дискови у серверот, као кажи ми за еден месец. И онда као програмерите рекаат така ли, сега ќе направам виртуелка, ќе спакувам се език и ќе го дам имиџот од 10 гигабајти со Windows, со драйвери, со глупости, све и тоа диплојува. И као тоа функционираше, као VMware стана милиардарска фирма на таа финта. Комплетно ретардирана става што сме правиле. Да. И као во еден момент викаат овие вака не иде више. И ќе направиме нешто по-ефикасно, малце по-лин. И го смисливме Докер, кај што ствари, да, пак на некој начин се пакуваат тие артефакти што се потребни за апликацијата да работи. Меѓутоа тој артефакт сега многу помал, место да биде цела виртуелка со целата таа комплексност на цела машина која што мора да се дигне. Смисливме дека окей, апликацијава со минимум некои libraries компоненти што и требаат за да работи. Значи тоа беше првата ствар што ја смисливме. И гледате овде комплексност на нови гест, тоест нова дебеловост е намалена. Значи тоа што го пакуваме во имиџот, црвеното е само апликацијата и некакви dependencies. Ќе се навратам малце нова. Уште една компликација што ја смисливме беше ова Kubernetes, на некоја оркестрација на тие вако. Сега што е разликата измеѓу виртуелни машини и Докер? Кој е проблемот, кои се бенефитите? Виртуелните машини се релативно ефикасни затоа што принцип технологијата ни возможи да го гледаат процесорот како таков, да не правиме емулација и на процесирањето. Меѓутоа има високо ниво на комплексност, значи вие правите имидж на цел оперативен систем со цел оперативен систем кој што мора да ги има дури и овие драйвери за разноразен виртуализиран хардвер. Значи не само што е комплексно за пакување, но и тоа троши ресурси, така имате виртуелна мрежна карта, па како се вика, треба тоа да помине низ таа виртуализирана мрежна карта, па да искочи на друго место, па да се отпакува, се спакува. Да не зборам за разноразни други, вако, значи он треба нетворкингот да го воспостави, самиот тој гест оперативен систем, ние сакавме апликација да рануваме, но сега треба да размислуваме и за целиот нетворкинг, за целата конфигурација на таа виртуелна машина и така натаму. Значи нивото на комплексност е многу голема. Исто така ресурсите што ги троши се релативно големи, имиџите се големи, се прилично ригидни дека мораме да му даеме, не знам, 5 гигабајти меморија и онда он дури ако троши 1, тие 5 ни се зафатени. Докер од друга страна исто да го гледа целиот процесор, значи тука пак се негде на исто ниво. Меѓутоа пакуваме многу помалце работи, не се замараме со тоа, со нетворкинг, со глупости, тоа ни го контейнер енџинот ни го возможува тоа. Сега има тука една мана и Докер, например, можеме многу поише Докер контейнери да стартаме на истите ресурси. Зашто? Затоа што не е ригиден во поставување на некакви лимити или големина на ресурси што ќе ги употребува. Значи не може лоцираме на контейнерот априори 5 гига, него може да се тепаат еден со друг. Меѓутоа тука има една мана, додека виртуелната машина како тоа што го гледа надвор од својот свет е некаква емулација на виртуелен хардвер,
и таа е прилично лимитирана. Сега Docker контейнерот, апликациите внатре гледаат цел Linux оперативен кернел, кој што има прилично голем surface of attack. И ако го споредиме со Wasm, Wasm ствари е уште по едноставен и не го гледа тој цел surface attack, значи уште е поедноставен, че ние само апликацијата ја пакуваме у некаков модул. Уопште не се занимаваме со тие некои libraries или посебно, тоа е све интегрирано во модулот. Wasm исто го гледа, не го гледа целиот процесор, гледа некаков емулиран процесор, меѓутоа доволно брзо да не загрижува тоа. И не гледа ништо повеќе, кон надвор не гледа ништо повеќе од тој експлицитно експортиран API што сме му го дале него. Значи, у првиот случај тоа беше само console log, една функција, толку. Идејата тука е дека less is more, тоест, што по-стриктно го направиме тоа што сакаме да го деплојуваме, тоа имаме поише контрола врз него, меѓутоа нема moving parts. Исто така нема moving parts. Значи, веќе не, што го имавме проблемот со виртуелката дека мора DHCP да направи за доби IP адреса, па го решивме со Docker, што Docker директно му дава IP адреса на вакото. Овде ни тоа не го правиме. Му даваме функции и тоа му даваме лимитирана листа на функции. Океј. Тука имам неколку демо, ама пошто немаме баш време. Само ќе ви го покажам вака некако. Ај ова. Значи, Spin е една алатка која што е runtime за Wasm модули. Тоа што имам овде направено, Spin up командава, ми старта истовремено апликација напишана во Rust, апликација напишана во Assembly script, апликација напишана во Grain, во PHP и уште една Rust апликација, меѓутоа едната користи еден интерфейс, значи едни функции добиваат рантајмот, а другата користи други функции. Ова е оној доказот дека у принцип многу лесно можеме со еден систем, со еден рантајм систем да кај ми е маусот? Со еден систем можеме да рануваме било какви веб апликации. Сега, ова ни помага, што ни помага? Значи ни помага дека имаме различни тимови на програмери, сите сакаат да пишуваат у својот програмски јазик и на крај сакаме да го споиме тоа во една апликација. Ние не им викаме случај, ај ти напиши ми твој докер, па ај ти напиши ми твој докер, па ај ти напиши твој докер, сите различно го пишуваат докерот. Па ај проверувај дали е тоа оптимизирано, дали не е оптимизирано. Се што ни треба сега во новиот Wasm свет, они да ни дадат еден само Wasm файл, ние го стартаме и ова веќе е една апликација која што се изгуби. Која што ја рануваме во истиот рантајм и секој од нив одговара на слеш своето URL, така, значи кога викаме ние апликацијата demo.damian, требаше таму да стане. Кроз ваги ќе отиде на Rust апликацијата, кроз static ќе отиде на файл сервер и така натаму. Што е интересното? Интересното е дека сите овие апликации се напишани со некој стандард, кај што не е поврзан со овој рантајм што јас сега моментов го користам. Има други рантајми, како што се например Wasmer и Wasm Time се онакви command line рантајми за WebAssembly. Истите апликации ја можам да ги ранувам овие со тие алатки. Истите апликации ја можам да ги ставам во некој cloud сервис кој што поддржува вас. Овие што ги збориме permissions цело време дека овој Wasm кодов живее во некаков sandbox, во конкретниот engine што го користам, меѓутоа така и во сите други, морам експлицитно да наведам, само да видиме, морам експлицитно да наведам, да го најдам, PHP-то еве го, не, файл серверот, да му наведам дека оваа WebAssembly компонента ќе има пристап до одредени фајлови. Ако оваа линија не ја додадам јас во конфигурацијата, тој WebAssembly модул, таа WebAssembly апликација не може да види никаков файл.
Со оваа конфигурацијска линија, ја му викам, сега ќе направам дупка во сендбоксот, ќе ти дадам пристап, експлицитен пристап само до фајлови кои што се во овој директориум. Тоа мислам дека го имам подоле уште еднаш. Истото го правиме за PHP. Сега статичките фајлови му ги даваме на статичкиот сервер, PHP фајловите му ги даваме само на PHP сервер. Тоа е многу интересно, но проблемот класичен порано што постоеше, аплодираат луѓе во фајлови со, не знам, WordPress upload, слика, и после го тераш PHP-та да го изврши, да го интерпретира тој файл и ондака му правиш експлоит на сервер. Тука истиот случај тоа нема да се деси. Зашто? Затоа што уствари статичките фајлови ни се на едно место, а PHP фајловите се на друго место. И ако, например, ако имаме можност за некаков си апплоудот би идел преку можеби трета компонента која што ги става само статик или некој трет. Исто така, тука има уште еден пример за тој sandbox, а тоа е кога сакаме, кај беше? Еве го. Тука му викам, на оваа компонента по дефолт она не може ништо да прави. Значи она може само да добие реквест и да врати назад респонс. Меѓутоа на оваа компонента ќе дозволиме да комуницира со некаков key value store, кој е најпознат Redis, окей. И овде му викаме, окей, ти можеш да го користиш дефолтниот key value store. Сега кога ќе стартам вака кај мене на лаптоп, он има некоја имплементација глупава на како се вика тоа, in process key value, кој што чисто работи кога за демо, меѓутоа ја овде можам да го сменам сега ова и да му речам не, конектира се на тој Redis таму на интернет. За апликацијата тоа не менува ништо. Она само вика, јас сакам да го користам key value store, и вика импорт библиотека key value, која што ствари знае да работи со WASM API-то на key value, и онда апликацијата апсолутно не интересира дали комуницира со негде во светот или комуницира со Redis или со Azure, не знам што, или со AWS MEM, како и да се вика, кеш. Окей. Нешто изедитирав глупо таму, да. Значи, тоа е тоа што го имаме на днешен ден. Се, не сум баш задоволен. Овие се неколку keyword што треба да се знаат. Значи, преска тоа што го спомнав, у тој еден рантайм можеме да извршуваме PHP, Go, Grain, Rust, C и така натаму. Значи, тоа е окей, тоа има некоја предност тука, значи можеме различни програмски јазици некако да ги врземе во заеднички рантайм, меѓутоа они сепак како на некој начин живеат како посебни модули, како посебни ентитети. Нели би било многу поинтересно ако можеме од Rust програмот да повикаме функција во WASM модулот што е напишан во Go. И на тоа се работи моментов и тоа се вика WASM Components. У принцип тоа е, да речеме, работи на денешен ден, ќе зборам после за кои се предизвиците. Значи, WASM Components и вид. Што е WASI? WASI Web Assembly System Interface. WASI е стандард кој што на веб апликацијата вика и кажуваме дека ти можеш одреден сет на API да користиш. Кај е маусот? Значи, они рекле, малце е глупо ако ти треба цело време мануелно да викаш console log, fd write, бла, него вика, малце да ги, тие API што модулов би можел да ги повикува према надворечниот свет, малце да ги систематизираме. И WASI, уствари, е таа систематизација. Они викаат, ќе има некое API, што ќе се вика WASI File System, и доколку на WASM модулов и го дозволиме тој интерфейс, тој модул ќе може да повикува функции кои што се дефинирани тука негде, не ја гледам листата. Ова е... Да, треба да се најде, како се вика, имплементацијата, тоа е спецификацијата на интерфейсите. Меѓутоа,
овие се, например, до ден денес дефинирани интерфейси кои што може да му ги дадеме еден WASM модул за да ги користи он. Пристап до файл систем, пристап до сокети. Значи претходно тој сендбоксираниот WASM код не може да направи конекција со надвор. Единствено ќе може да направи конекција со надвор ако ние на модулот му речеме слушај, еве сега ја ти дозволувам да користиш WASI сокетс. Или да користиш WASI файл систем. WASI HTTP е интерфейс за веб апликации. Тој интерфейс вика, аха, твојата апликација може да добива HTTP реквести во одреден преџвакан облик, а она да врати респонс назад. Тоа е интересното, пошто тоа значи дека кога ќе напишеме апликација еднаш компатибилна со тој HTTP стандард, таа апликација можеме да ја ставиме било каде да ранува со било кој HTTP/WASM runtime. Нешто аналогно, например, на у Python светот, оној стандардот, како се викаш? VSG, во, да речеме, во JavaScript светот нема такво, пошто мора да си го носиш HTTP енџинот со себе, што е ретардирано. Али, у принцип, например, во .NET, во Java и така натаму, тоа можеме да го направиме. Така како HTTP серверот е независен од HTTP апликациите. Ти можеш у една .NET апликација да ставиш повеќе апликации со еден сервер. Тоа ни го возможува WASI. Добро, има тука некои други пристап до одредени други ствари што се секогаш интересни за апликациите. И овие се моментално стандардизирани. Има добро, не знам кај ќе ги најдам сега, меѓутоа има и други што се во некој процес на стандардизирање. Од прилика тоа вака изгледа. Каде е бе? Овде бевме само. Од прилика вака изгледа како кога дефинираме некаков интерфейс во тој вид нивниот WASM интерфейс тајп. И сега ова е интерфейс што се вика принтер, интерфейс што се вика error reporter и ова е некоја нивна синтакса world, multifunction device кој што exports printer и exports scan, а scan враќа нешто, не е ни битно. Меѓутоа, оваа компонента, на оваа компонента и даваме error reporter. Значи компонентата треба да импортира принтер, а треба да ја дадеме ние error reporter. Значи вид е начинот како ги опишуваме тие интерфейси. Тоа што ви го покажав преска WASI сокет, има некаков ваков файл кој што го специфицира што тој WASI сокет, што му е интерфейс, што му е друг интерфейс, што му е импорт, што му е експорт. Кога го имаме се во ова, овде скокаме, ќе го скокнам ова. Кога го имаме се до тоа, можеме да пишуваме WASM компоненти. Компонентата ни е дефинирана со тоа што таа го експортира како интерфейс на функции, структури и така натаму, и на тоа што го импортира како функции, структури и така натаму. Со овие две компоненти дури има еден производ што не ќе да го рекламирам многу, принцип е уште некаков девелопмент вакво. Меѓутоа тоа е онаа целата комплексност на Kubernetes, на тие некои такви точки кои што ние викаме еве ќе ви ги ставиме овие контейнери во Kubernetes-от и некако они магично можеби ќе се најдат меѓу себе ако треба да комуницираат и да користат да се повикуваат, па чекај сега нетворкингот кој ќе го врза измеѓу нив, овој едниот контейнер отишел од друг VPC да работи, па не може да се видат, не може да комуницираат и така натаму. Идеја, некој да каже нешто? Идејата што сакам да ја видиме, во принцип апликациите се вакви компоненти, експлицитно дефинираат што им треба и што они нудат, и onda ги фрламе во овој WASM клаудов, и он вика, ти си фрлил компонента апликација што е HTTP некоја апликација, добива реквести и враќа респонси, али она има потреба од key value store, има потреба да логира ствари, има потреба да мери некакви метрикс, и тоа се сите импорти што он треба како WASI интерфейс да ги добие. А овој WASM клаудов што може да направи, WASM клаудов вика,
Ја у моментов сакам имплементација на интерфейс за key value да ти биде Redis. Ја у моментов сакам да ти биде имплементација на тој интерфейс обичен файл. Јас сакам у моментов да биде имплементација на тој на интерфейсот за Matrix, AWS X-Ray. Ја у моментов сакам да биде Azure, не знам што е. Може би сакам исто SQLite или така натаму. Значи идејата или иднината што ја гледаме е дека програмерите ќе напишат апликација со точно напишана спецификација на што ми треба за да работи и што ја давам како сервис. И ондак тие апликации ќе може да ги фрлиме многу лесно, значи тоа е све типизирано на ниво на TypeScript. Тие можеме да ги фрлиме во некаков си клауд и он автоматски да си ги реши и да си ги врзе едно со друго, опште не се замараме со некаков си нетворкинг, не се замараме со ти не ми кажа дека треба оваа environment variable да ти ја пратам, па не знам како се вика, не ми кажа дека апликацијава користи Postgres, па чекај у друга мрежа, у друга вакво, па чекај security групата и така натаму. Отприлика тоа е еднината што ја очекуваме, пак ќе кажем ова Wasm Cloud постои како производ, open source. Има некои ствари во имплементацијата со кои што не сум баш презадоволен, некоја комплексност што можеби е непотребна, но it's fine. Може да се пробува. Океј. Имам тука некоја листа на референции, сега не се толку битни. Прашање. Show of hands. Само момент. Ајсте. Значи, ефективно сакаш да кажеш дека до одреден екстент можеме буквално на фронтенд да си го имаме. Уклучи го микрофонот, пошто не ме слушаш? Добро. Добро, погласен ќе видам. Значи, ефективно сакаш да кажеш до одреден екстент, пошто перформансот ќе биде подобар, може буквално бекендот да го имам на некој начин на фронтенд? Добра идеја, да. У принцип во еден момент можеме тоа да го правиме. Уствари, истата технологија ја користиме сега и за бекенд и за фронтенд. И можеме у даден момент да речеме чекај маце, оваа компонента може и не мора да стои на бекенд, зашто да не ставиме у фронтенд, да го оптеретува браузерот на клиентов. Така, например, не знам, ресайз на слики или такви некои работи. Зашто да ги правиме на бекенд, може да ги направиш на фронтенд. Така да. До кој екстент би рекле, пример? Колку го подобрува стварно перформансот? Сега може специфично прашање во WebTensor бројки? Споредено со што? Например, ако имаш ресайз на слики, така, и клиентов сега доаѓа на твојот сајт, става слика и треба нешто со сликата да се случи. И сега една од стварите ти што си ја замислил дека треба таа слика да биде помала, така. Да го имплементираш у JavaScript, тоа ќе биде споро. Значи JavaScript е тука супер спор. Да не збориме што ќе треба да ги имплементираш во JavaScript сите могучи PNG, JPG, WebP и така натаму формати. Значи тоа е огромен проект. Значи прво зашто би го правил тоа, ако постојат библиотеки, второ ќе биде споро у JavaScript. Ако имаш таква проблематика, да, WebAssembly птен ти се исплати да го ставиш во браузер. И такви има многу use case-ови низ интернет, мислам, тоа е више онаква спакувано, е готово за користење. Значи она што реков FFmpeg у браузер, тоа можеш да го онаква е импорт у било кој фронтенд код како сакаш да биде, импорт FFmpeg from модулот што си го инсталирал со npm и тоа работи у браузер. Значи цело видео ти го транскодира од еден во друг формат. Океј, благодарам. Други прашања? Show of hands. Ве молам аплауз за Дамјан. Чекај. Сори. Пошто знаев дека нема да има прашање, си поставив сам прашање. Се вркам. Да не кажам дека све е сјајно. Се уште има некои предизвици во оваа целава приказна што ја раскажуваме. Не сите ко прво за да почнеме да ги имплементираме наши апликации во WebAssembly, малце ќе треба да отфрлиме некои претпоставки што претходно сме ги имале. Значи претходно ако сме правеле
отвори го файлчево, таму стави го, фрли го онде, имам пристап до целата машина, прочитай онаков файл, конектирај се на било кој сокет ке ти текне, окей, сега тука малце не може тоа. Значи, тие ствари мора да бидат доволно експлицитно напишани на некој начин, има различни начини, за да на крај кога ќе добиеме тој WebAssembly модул, тоа во него да биде кажано, така, таа информација мора да постои. Не целиот оној свет на тулинг е спремен за WebAssembly. Не е толку лош. Например, Rust и Go би рекол се најдобри веројатно. Rust веројатно најдобар. Овие други висто се добри, како се викаат Zig, по-нови компилирани јазици. Значи они таргетираат WASM прилично нативно. И сега, овие што ги спомнав, WASI стандардиве се малце се менјаат, скокаат цело време, тоа е кој е проблемот што го има у браузери. Firefox не поддржува одредено API, Chrome поддржува, значи не сите стигаат да го имплементираат API-во, пошто е као 0.2 нека е верзија. Би рекол seems to be production ready, actually у некои такви контексти кај што се користи тоа функционира. Ги спомна Fastly, Cloudflare, Fermion исто имаат како некој нивен клауд, има разноразни, точно него спомнав, Postgres може да ранува WASM модули како се викаат, како екстензии. Сега исто така е многу популарно браузерите да не повикуваат екстензии кои што имаат цел пристап на цел компјутер, него екстензијата у браузер да биде WebAssembly кој што ќе има сендбоксиран пристап само до source кодот кој што треба да го има. За да немаш онаква, у VS Code инсталирам TOML екстензија краде AWS keys, secrets, токени за NPM, за GitHub и така натаму. Така да, веќе се користи, Adobe ги спомнав исто Figma и така натаму, го користат у production. Меѓутоа, тоа е се уште на некој ниво кај што не можеш да очекуваш на Azure ќе оставам сега WASM модулов и ќе работи. Не, малце треба да се помучи. Значи, semi-production е моментов. Океј, толку беше дечки за денес. Може да аплодирате сега или да пиете пиво. Аплауз за Дамјан.